Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и утринската Здрава Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе донесам една интересна тема. Можеби ќе направиме да размислите за вашата идна кариера или да направите доедукација. Грумингот е доста популарен во Македонија. Речи се на секој агол има катчиња каде што милениците сакаме да ги однесеме. Но каде и како се одвива нивното образование, денеска дознаваме од раководителот за образование за возрастни. Добро утро велам за Стефи. Добро утро, добро дојдовте. Стефи, имате одлична академија, која што денеска ќе зборуваме повеќе за грумингот, кој станува се попопуларен во Македонија. Како започна, каков е интересот и колку доаѓаат млади или можеби повозрастни кои сакаат да се доедуцираат или да променат својата кариерна патека? Така, идејата во академијата почна пред 6 години. Се појави интерес за грумингот како услуга генерална, потоа и како едукација. Првата година во академијата направивме еден тест период да видиме нели како ќе биде интересот, дали луѓето ќе сакаат да учат нешто вакво. Пошто нели се што е ново може да биде интересно. Откако видовме дека има интерес, ја почнавме постапката за акредитација на програмата. Бидејќи Академија М22 се труди све што ќе го даде како понуда за едукација да биде акредитирана, да стои Министерство за образование позади тоа, да издадеме државен сертификат. Го направивме и тоа со грумингот, еве веќе ја добивме втората акредитација, така да веќе 5-6 година тече. Во 6 години, колку грумери од вашата академија имаат произлезено, колку истите со што се стекнуваат, освен со вештини, знање и валиден сертификат, која е подпората која што ја давате како академија? Освен самата обука, нели што си акредитирана, признаена со акредитирани едукатори, секако што треба да биде спроведено, академијата стои на располагање и по завршување на обуките. Процедурата е доаѓа кандидатот, правиме на разговор што да очекува, што го чека, што понатаму, доколку тврдиме дека е за оваа работа, започнува процесот на едукација. Откако ќе заврши тој процес, академијата стои позади кандидатот, дали треба бизнис план да се направи, дали треба финансиска помош да се обезбеди, за секаков вид на консултации. Отварање на фирма, дозволи што треба да се добијат од државата, бидејќи сме го добиле веќе државниот сертификат, ама тука не завршува работата. Што понатаму? Знаат кандидатите да ни се јават после година, 2, 3, да кажат сакаат некое до усовршување, им организираме и такво нешто. Значи стоиме на располагање апсолутно за све што им треба. Споминавте подпора и поддршка, па би ве запрашала колку повозрастни се обраќаат и ја менуваат својата кариерна патека, да работеле нешто сосема поинакво, во сосема поинаква област и да започнат нешто ново. Предуслов конкретно за оваа обука е кандидатот да има минимум 18 години. Сепак се работи со живи суштества, безбедносни аспекти и така натаму. Горна граница немаме. Во просек, кандидатите до сега што завршиле обука се некаде од 30 до 45 години некоја граница. Голем дел од нив пробале, најчесто административна работа, државна работа, не се пронаоѓаат веќе таму, имаат љубов кон животни, имаат милениче, знаат како оди процедурата околу грумингот и се преквалификуваат. И токму тоа е поентата на академијата, преквалификација и доквалификација на занимање. Стефи, за крај на овој разговор, што се вашата академија нуди? Кои се области ги опфаќате? Што можат да научат и зашто можат да ви се обратат? Академијата има многу широк диапазон на обуки, на услуги што ги нуди. Дел од нив се со државен сертификат, дел од нив се со сертификат од самата академија, кој исто така е валиден за вработување. Најголем дел до сега имаме козметичките услуги, личните услуги. Грумингот исто зема голем замав. Имаме градежни обуки, ракувачи со вилјушкари, багеристи, буквално све што е образование на возрастни. Сите обуки ги имаме на веб страната објавено, социјалните медиуми се тука, може слободно да ни се обратат со прашања, кој за што е заинтересиран, тука сме на располагање. Колку интересот, ве споменавте образование за возрастни, колку интересот за образование опаѓа или расте? Колку луѓето повеќе сакаат да ги надградат своите вештини или некаде застануваме, заталкуваме низ времето? Во последниве години неформалното образование веќе добива поголемо значење. Завршуваме средно, кој продолжува високо образование, уште во тие тинеџерски денови можеби лутаме што сакаме да бидеме, кога ќе пораснеме. Некаде 20 и некоја година веќе стануваме свесни. Сме завршиле образование, не се пронаоѓаме во тоа што понатаму.
Опциите се или да запишеме високо образование, уште едно, да направиме нова струка, или одиме на неформалното. Бидејќи неформалното нуди пократок период на обука, 2 до 3 месеци, практична е обуката, има и теоретски дел, але акцентот е ставен на практичната работа и тука веќе побрзо стекнуваат ново знаење. Тоа нас и не радува, бидејќи имаме можност да понудиме повеќе занимања. Благодарам на овој убав и утрински разговор. За сите прашања каде може да ве најдат? Сите оние кои што во моментот гледаат, имаат интерес дари можеби за грумери или за сите оние едукации кои ги споменавте? Може да не контактираат на било кој начин. Контакт телефон имаме оставено на социјални мрежи, мејл, значи на било кој начин може да не контактираат. Ќе организираме состанок, ќе се видиме и ќе видиме што ќе одлучиме. Ви благодарам, ви посакувам поле на успешна работа, многу грумери или многу од се од оние области кои што ги имате во вашата дејност. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. А вам, доколку се уште сте на раскрсница или можеби сакате да го промените вашиот кариерен пат, тогаш одлучете се за академија која нуди официјален сертификат поддржан од Министерството за образование. Бидејќи секогаш сакаме да дадеме точна насока за вашата кариера и за да го задржиме вашиот интерес. Останете и натаму на Канал 5.